Иницијативата која денес ја разгледуваме бара од Уставниот суд меѓу другото и да донесе времена мерка врз основа на која законот нема да може да се применува, односно законите нема да може да се применуваат се до донесување финална одлука од страна на Уставниот суд. Размислував деновиве дали некогаш друг пат како граѓански цивилен сектор сме имаме прилика на волку отворен начин да кажем, или ова е само еден од почетоците да кажем, да на отворен начин спремаме одреден правен поднесок. Не ми текнуваше дали до тој степен вака одговорено сме дискутирале при поднесување на некој правен поднесок. Ми текна дека професорката Најчевска спреми една тужба во периодот кога се оспоруваше законот врз основа на кој нели ни ја фиксира цената на струјата, и тогаш таа направи една тужба која ја даде како отворена можност секој да ја поднесе. Без разлика дали е ова прво вакво искуство или не, нашата цел како платформа е да овозможиме буквално секој субјект кој е засегнат од овие закони да има можност да се приклучи кон една издржана иницијатива и да се јави како поднесител понатаму во процесот. Од аспект на повреда на принципот на владењето на правото е воведувањето практично на регулирање на една иста проблематика во случајот во два закони и според нас тврдиме дека тоа, аргументираме дека тоа е дефинирање на иста проблематика во два закони и покрај тоа што не се користат исти зборови, па да речеме да, буквално се станува збор за иста проблематика, меѓутоа даваме аргументација со која укажуваме на тоа дека се прави изедначување на договорите кои се внесуваат како посебни договори во работните односи, а матичен закон сепак им представува законот за облигациони односи. Упатуваме на значењето дека не може да се прави изедначување помеѓу овие видови договори ако се има предвид дека договорните страни во облигационите односи имаат поголема слобода на регулирање на своите права и обврски, наспротив, обврските за постриктно регулирање на овие односи од кои произлегуваат пак работните права и обврски, да кажем, регулирани помеѓу работодавачот и работникот. Тоа е, значи, овие две основни причини ги наведуваме како аспекти од кои одредбите доведуваат до различна примена, значи различно уредување на една работа во два закони. Наведуваме и одлука на Уставниот, односно решение на Уставниот суд, каде што ова го утврдува дека не смее да се прави. Има неколку одлуки практично на Уставниот суд при кои што укажува дека не може да се регулираат една иста материја во два закони, кои има можност да водат кон правна несигурност во правниот поредок. Правна несигурност особено нагласуваме дека создава законот за социјално осигурување, за придонеси од задолжителното социјално осигурување. Сметаме дека на некој начин законодавецот направил многу необично дефинирање на обврзниците со додавањето на точката со која се дава обврската осигуреници да се сметаат, односно обврзници за да плаќаат осигурување да се сметаат и лицата за кои нели зборуваме денес. Дефинирањето на обврзниците се врши во сите други точки од законот, се врши врз основа на социјалниот статус. Вработени лица кои ние нели ги нарекуваме функционери, се избрани или именувани личности, самовработени, верски службени лица, врвен спортисти, така натака. Додека во една одредба која сега се додава се прави практично спојување на сите можни категории, што доведува до состојба кога едно лице кое веќе е осигуреник по еден основ, например
работеното лице да има обврска да плаќа дополнителни придонеси за кои што не добива никакви дополнителни и права или бенефиции.